добре ми дојдовте. Прво да ве прашам дали го познавате Андреј од претходно? Не? Андреј е наш сограѓанин кој што успешно гради кариера како режисер, како што веќе ви спомна, има многу проекти и многу снимки за себе, има и 2 филма, Коли во измија, за кој што доби многу награди и кај нас и во светот. Затоа што вие по предметот граѓанско право имате уметност такав вклучен за филм, да ја искористиме оваа прилика, Андреј прифати нашата покана да одржиме заедно една работилница. Ја нарековме од идеја до филм. Како што се договоривме со Андреј, сакаме да биде нешто интерактивно, значи јас еве го представив Андреј, ќе ви кажам тој неколку збора и потоа слободно прашувајте се што сакате. Андреј е тука за да ни одговори. Може ли? Повика. Јас сакам пред се на почетокот да се заблагодарам на директорката на библиотеката заради оваа прекрасна работилница и прекрасна можност за вас да зборувате со некои што веројатно знае повеќе за филм од вас, ама не е сигурно ќе видиме. Јас кога бев на ваши години знаев дека сакам да бидам режисер, ама немаше никој да ми објасни што точно прави режисерот. И следев целосно своја интуиција и сватив сега веќе дека сум избрал правилно, дека интуицијата не ми излажала. Ама затоа е многу убаво за вас, за сите што ви интересира било што од сферата на филмската уметност. Тоа не е само професијата режисер, тука се стотици можеби различни професии, за да ве информирам за еден ден кога ќе бидете матуранти, да знаете дали тоа е тоа што сакате да го правите со вашите идеи. Јас би сакал за да го скршиме ледот и знам дека се има процедура да думам културно, ама мисля дека може многу неформално да разговараме меѓу нас. Ај некој од вас да ми раскаже кој му омилен филм? Не се срамете слободно, па гледали сте филмове? Најубаво да почнеме со пример. Јас кога бев на вашите години имам омилен филм, тогаш уште киното во Делчево работеше, ми беше Паркот Јура со диносауруси, првиот од 93 година, режисер Стивен Спилберг. Тогаш прв пат на голем екран бил многу страшен диносаурус. И тоа ми остави толку силен впечаток затоа што филмот ми даде еден прозорец кон свет кој што во денешно време нема како да го видиме. И една од убавините на филмската уметност, како и на литературата на која што филмската уметност се базира, е тоа што ни дава прозорец кон еден свет кој што не мора да биде од пред 65 милиони години кога последно живееле диносаурусите, туку може да биде и свет кој што се уште постои, ама да кажеме во некоја далечна земја, која што е многу далеко од нас и е приказна за некои луѓе кои што нормално ние не би ги сретнале, туку благодарение на филмот. Ќе видиме нивната приказна, ќе ја разбереме нивната и болка и радост во животот. И тоа е едно од најволшебните нешта на филмската уметност.